Иднината им припаѓа на децата, а нам, должноста кон нив, сега, овде и секојдневно, да им овозможиме театар. Членот 13 од Конвенцијата на Обединети нации за заштита на правата на децата вели: детето има право на слобода на изразувањето, кое ја опфаќа и слободата да бара, да прима и да дава информации и идеи од сите видови, без оглед на границите, било усно или писмено, преку печатот, уметноста или друг медиум по избор на детето. Театарот е слобода на изразувањето, креирањето. Театарот е љубов. Театарот е свет без граници, како детската креативност, детската фантазија и чиста љубов, која како никогаш досега не е потребна. Должни сме да им дадеме слобода на изразување и простор каде имагинацијата е реалност, а каде емоцијата не е слабост. Да видат, да слушнат, да почувствуваат се околу себе и во себе. Одведете го детето на театар или театарот однесете го до секое дете. На ова би додала, вклучете го секое дете во создавањето театар. Гледањето представи и впуштањето во процесот на создавање театарска представа ќе им помогне на децата не само да го осознаат светот, туку да се осознаат и себе си. Детството, најубавиот период од животот, кога се формираат идните големи луѓе, е периодот во кој треба да ги насочиме децата, да им овозможиме возбудливи доживувања, одговори на многу животни прашања, но и да создадеме индивидуалци со вистински вредности. Секој театарски работник и секој уметник да се посвети на повеќе создавање дела за деца или работа со децата. Театар за секој дете од градските и руралните средини. Децата се нашата иднина, а за да имаат убава иднина, треба да се вложиме денес. Театарот и убавината која им ја должиме на децата. Нека ни е честит 20 март, светскиот ден на детските театри.